се наоѓаме пред спасителната станица на Водно. Утрово разговарам со Аргент Челјафе од Црвениот крст на град Скопје и Кристина Георгиевска, волонтер. Добро утро, како сте утро? Добро утро, ние добри. Предпоставам вас не ви е ладно горе на Водно, за нас е навика секојдневие од нас. Да, со оглед на тоа што првото линковско вклучување беше -3, сега е навистина убаво и свежо утро, меѓутоа убаво за сите оние кои што го посетуваат Водно. 99 интервенции минатата година. 99 настани тимот за спасување на планина. Има интервенирано во текот на 2023. Тоа е некоја бројка горе-доле иста со тоа што ние бележиме. Ако направиме некоја паралела овие последни 10 години, од 80 до 120 интервенции асистенции. Станува збор за волонтери кои дежурат за време на државни празници и викенди, тоа негде 144 дена во просек во годината, така да скоро секој ден има по некоја интервенција. Со тоа што морам да напоменам, 40% од интервенциите завршува до ургентен клинички центар. Сепак сериозноста на интервенциите е таква што мора да се обезбеди транспорт како од наша страна или од страна на итна медицинска помош. Не секојаш транспортите ги вршиме ние. Да, Водно е огромна површина, меѓутоа и планината има свои правила и треба да бидеме секогаш внимателни. Апсолутно, волонтерите покриваат 30 км квадратни, Водно не е градски парк. Правилата се мощне познати за јавноста, сепак почитувајте ги. Првенствено не се качувајте на планина со спортска опрема, односно лесна опрема, користете соодветно соред временските услови, носете доволно вода, храна и што е најбитно, движете се по маркирани патеки, движете се во групи доколку можете, а доколку ви е потребна помош и веќе ќе си ја побарате таа помош од спасителната станица или од Центарот за управување со кризи, да е точни насоки како за вашата состојба, зборам здравствена, моментална, како и за локацијата. Веќе ако сте ги дали овие работи, останете на тоа место кај што постојам пастопателен. Да, споменавте и вие спасителната станица функционира за време на викендите. Вие како волонтер, на колку интервенции до сега сте биле вклучени? Така, добро утро и од мене. До сега сум, како волонтер, сум била вклучена во безброј активности како медицински настани, обезбедување, така и симулацијски вежби, но конкретно за спасувањето на терен, морам да признам дека навистина ги имало многу, за жал, но секако истите биле успешно санирани. Ние како волонтери носиме одговорност кога пристапуваме на терен и кога укажуваме помош, така што не знаеме со што можеме да се соочиме во моментот, сигурно не пристигнеме таму. Максимално се грижиме и за нашата безбедност, како за нашата, така и на граѓаните. Кога укажуваме прва помош, важно е да знаеме ја дознаеме состојбата во која што повредениот се наоѓа и како се здобил на тоа место, потоа да пристапиме кон самото укажување. Важен е и транспортот, нели, кога го правиме. Така што навистина одговорноста е многу голема. Би споделила со вас и една асистенција на која што лично имам асистирано. Именно случката беше да имаме добиено повик на службениот телефон, кој што е 072-269-876. И именно ни беше побарана помош од машко лице кое што се наоѓаше на шумските патеки низ Водно, конкретно Цветкова патека. И истото беше со повреда на коленото, така што тоа лице не беше можно за движење. Ние со колегата веднаш се упативме кон тоа лице, укажавме прва помош и успешно беше санирано, секако и транспортирано симнато до доле по патеката. Таа асистенција ја направивме во соработка со итна медицинска помош, како што спомена претходно и координаторот. Многу често соработуваме конкретно за ваквите активности, така што за овој настан итна медицинска помош го транспортираше лицето. Да, недостасуваат ли можеби повеќе дополнителни возила и повеќе опрема?
Дали недостатуват, тоа е веќе големо прашање. Значи, реално кажано, планинската спасителна станица не може, ако гледаме, не може да функционира само на база на волонтери, односно не може да функционира само на време на викенд. Интервенциите, асистенциите ги спомнуваме само за чести се повиците и преку недела. Генерално се трудиме да даваме било каква поддршка преку телефоните наши, пошто веќе ако сте дежурале, пола од луѓето ве знаат, така да ќе си побарат помош. Нажалост, хендикепирани сме од тој дел, како опрема, возила и се остало. Знаете, кога веќе се упатувате кон спасување, односно никад не знаете што може. Ризикот е голем, како и за самиот тим што пристапува, така и за повредениот безбедно да биде спуштен. Имајте на ум дека се работи со само 20 спасители, кои што реално кажаме е тешко во услови кај што повредениот не може да се движи. И ви е потребно транспорт, а тој транспорт до патека, условно кажано, може да ви биде пола час, саат и по повеќе време, секој се бараме поддршка од институциите на системот. Но, дури 20 спасители или четворица е малце во зависност од потребата. Секојаш мора да имате поддршка, односно бекап од тие. Во овој случај полиција, итна медицинска помош и се остало. Нажалост или за среќа, до сега сите се успешно санирани, зборам за интервенциите, асистенциите од наша страна, но со оглед на тоа дека јануари годината ни е почната со над 50% повеќе повици од претходната година, тоа ни докажува колку е сериозно. Само за јануари имаме 18 интервенции, од кои 5 завршуваат во ургентен клинички центар. Значи сериозно јануари бележува. Да, неколку пати кажуваме дека треба да бидеме внимателни. Ајде само накусо да споменеме, има ли ограничување во возраста или може секој да биде волонтер? Волонтер можете да биде секој, но да бидете волонтер во тимот за спасување на планина има ограничување во возраста, тој мора да има минимум 18 години, мора да биде физички здрав, мора претходно да помине одредени обуки пред да стане дел од нашиот тим, може да не биде помошник, но не може да дежура сам. Пошто за да дежурате сам, морате претходно да поминете основни обуки од областа. Спасување, прва помош и се остало. Така да морате да бидете комплетна лична за спасување. Не само, сите ние сакаме да бидеме спасители кога е мирно. Но веќе кога действувате на терен ќе видите колку е сериозна ситуацијата и се остало. Не секој спасувањето не исполнува, но не секојаш е лесно. Така да бидеме сите внимателни кога се движиме на планина. Благодарам многу на одвоеното време. Благодарам што не примивте во вашиот втор дом, како што вие знаете да го кажете. Се гледаме во некоја наредна прилика. Ви благодарам што сте наши гости. Нашиот, условно кажано, втор дом е отворен за секој, така да се надевам само дека нема да имаме повредени, а вакви гости секогаш ќе пречекуваме. Благодарам уште еднаш.